Драги пријатели, покажавме дека знаеме да ги вратиме вистинските вредности во политиката. Исто како што покажавме дека до подобриот живот се стигнува единствено со макотрпна работа и со многу труд. И на овие локални избори се водевме од истите принципи, вредности и критериуми. И на овие избори пред себе ја имавме Македонија и нејзините интереси и потреби. Во тоа име го повикувам на сцената да ни се придружи човекот кој ја менува сликата на оваа општина. Човекот кој знае дека треба да се создава и да се гради. Човекот кој ќе ја донесе преродбата во овие краишта од нашата татковина. Кандидатот за градоначалник од општина Куманово, господинот Зоран Георгиевски. Повелете. Почитуван подпредседателе на владата на Република Македонија, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани членови на извршниот комитет, представници на извршната власт, пратеници, членови на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, почитувани медиуми, почитувани сограѓани, пријатели, дами и господа, браќа и сестри, добар ден на сите! Јас сум Зоран Ѓорѓиевски и се кандидирам за градоначалник на Куманово. Пораснав во овој град, живеам во овој град и затоа сакам да му служам на овој град. Ова е местото кај што го живеам мојот живот и ја следам традицијата на моите предци. Напредокот на општината значи и придонес кон напредокот на државата. Тоа е мотивот поради кој секој од нас се вклучува во изборите да ја оствари визијата за изградба на општина Куманово како една современа и просперитетна општина. Особена чест и задоволство ми е пред се да бидам кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, но истовремено сум подготвен да ја преземам и најголемата обврска и одговорност во предизвикот на функцијата градоначалник. Би сакал на 24 март нашите сограѓани да не бидат само уште една бројка на избирачи за градоначалник и да не бидат политички дезориентирани со безброј пароли од изборните кампањи, туку навистина да станат градители на една здрава клима за темелни промени на градот. Да не се занимаваме само со минатото, туку да создадеме тим за иднината, за прогрес и за вистински промени. Народот е веќе изморен од силни ветувања и верувам дека ќе гласаат за оние кои имаат резултати на дело, а со тоа и ветувањата ќе ги спроведат на дело. За оние што ме знаат, ќе им се заблагодарам за повторно трпение од некоја минута, за да им се представам на оние што не ме знаат. Јас сум хирург, специјалист по општа хирургија, долгогодишен шеф и началник на хируршкото одделение во Куманово, член на Европската организација за ургентна хирургија, каде што издадов 2 научни труда, и член на Европското меѓународно здружение за лечење на хронични рани. Кога
кога сме веќе кај хроничните рани. Презентирањето на програмата ќе го започнам со надежта дека ќе можам и умеам заедно со сите вас да ги излечиме хроничните рани на Куманово. Тоа ќе го направиме со тимска работа и потполна посветеност. Секој во своите сфери на знаење и работење, а за тоа сум подготвен да го понудам и целиот свој капацитет на знаење. Несомнено дека во соработка со институциите и со владата на Република Македонија ќе воведеме европски стандарди во функционирањето на идната локална самоуправа. Со добар и реален план, нашата цел ќе биде да одговориме на барањата на нашите граѓани. Со мојата кандидатура и програма верувам во создавање на една потполно нова клима за поквалитетен и посовремен живот во овој град. Ударните проекти од мојата програма се водоснабдување со кое ќе се овозможи доволен доток на вода до фабриката за вода во општина Куманово. Овој проект е многу битен затоа што сите кумановци и од централното и од приградските населби мака мачат во последните 30 години со водоснабдувањето за основните животни барања. Да не кажам, преко лето мислена именка во приградските населби е чиста вода. Со овој проект ќе ставиме крај на маките на сите тие луѓе, на сите овие жители од Куманово и еднаш за секогаш тој проблем да го тргнеме од дневен ред. Да овозможиме да се надмине проблемот на невработеност со изградба на индустријска развојна зона. Ние како локална самоуправа веќе имаме обезбедено место во близина на местноста на Романовце, каде као локална самоуправа сите оние инфраструктурни дејности кои треба да ги поседува тоа место како општина ќе ги направиме. Со помош на владата ќе се најде стратешки партнер за отворање на една, да кажам, безцаринска зона, каде голем број луѓе од оваа општина ќе го најдат своето место. Ова е еден од најгоречките проблеми во градот, затоа што можеби знаете, можеби не, цифрата на млади луѓе кои се надвор од овој град е 20.000 луѓе, што во Авганистан, што во Ирак, што во Кувајт, Словенија, Црна Гора и насекаде по светот. Време е да најдат место во овој град и да го продолжат својот живот тука. Да изградиме атмосферска канализација на улицата Бранко Богдански Гуцман. Во сегашниот момент атмосферската канализација е приклучена на фекалната канализација. При поголеми поројни дождови доаѓа до запушување на постоечката фекална канализација, така да се ствараат реки, за кои сите сте сведоци и знаете што се може да носат. Со овој проект, ова ќе биде надминато, фекалната канализација ќе се биде приклучена на централната канализација, а атмосферската ќе биде приклучена во потечинието на Кумановска река. Да отвориме 3 нови детски градинки во населбите Зеленрид, Перочичо и населбата Карпош.
Еден од горечките проблеми на Куманово е што секоја година од 150 до 250 деца не остануваат збринати по постоечките градинки, бидејќи капацитетите на градинките се мали, така да младите двојки од овој град имаат еден реален проблем. Бидејќи овие 3 населби се млади населби, постои реална потреба во тие населби да бидат изградени овие детски градинки. Влезени се кај нас во програмата и се надевам дека во наредните 4 години ќе бидат реално реализирани. Да изградиме 3 спортски сали во училиштата Наце Буѓони, Јероним Дерада и Кирил и Методи во село Романовце. Средното техничко училиште Наце Буѓони постои близу 50 години. За 50 години Наце Буѓони нема своја спортска сала. Мислам дека е дојдено времето еднаш и Наце Буѓони да се закити со спортска сала како што му доликува на еден средношколски центар. Да реализираме локални патишта во урбаниот и руралниот дел, а воедно не заборавајки да ги преуредиме постоечките влезови и излези на Куманово по сите можни европски стандарди, вклучувајќи светлосни решенија. Од локалните патишта, кои веќе подолг период стојат нереализирани, е локалниот пат Селопчиња Вака Винце, со што долгогодишната желба на жителите од тој регион по скратен пат да одат до престолнината, каде што многумина од нив и работат. Понатаму, рековме, влезовите и излезите на градот Куманово сега за сега не наликуваат на ништо. Со нашава програма ќе направиме сите тие влезови и излези да покажат дека Куманово во наредните 4 години ќе биде европски град од самиот влез. Конечно е дојдено времето во Куманово да формираме јавно сообраќајно предпријатие кое со години им недостасува на граѓаните. Сведоци сте дека во Куманово има реална потреба за едно јавно превозно предпријатие, бидејќи сегашниот хаос од комбиња, диви автобуси, кршеви во кој се наоѓа Куманово, време е еднаш да престане и време е еднаш да се реши. Зарем не заслужуваме и ние дами и господа, премиерот на Република Македонија и председател на ВМРО ДПМН.
Само резултатите од сработеното може да го сменат ликот на градот и суштината на градското живење. Да не ги пренагласувам програмските цели, но очекувањата од резултатите се реални, бидејќи деформациите во градот се многу големи. Да почнеме да ја креираме пресвртната точка за Куманово. Да не се запрашуваме што овој градоначалник може сам да направи, туку без двумење, без компромис, се што знаеме, сакаме, умееме, најдобро со сите вас заедно да го направиме. Во мојата професија има постојано предизвици, но овој предизвик е сосема друг, полн со вредностни цели за достоинството на луѓето кои живеат во овој град. Тоа почива во правото на еднакви можности за сите. Отворен сум, посветен, транспарентен и витален. При тоа ги почитувам различностите на граѓаните. Во соработка со Градскиот совет ќе се ангажирам за сите предизвици на јавниот сервис. Поддржете ја мојата програма бидејќи е реална и принципиелна. Затоа, почитувани, да продолжиме заедно да ја создаваме иднината, да имаме силна доверба, да ги искористиме силните страни на општина Куманово и на владата на Република Македонија која стои зад нас и да оставиме делата да кажат повеќе за нас. Верувам во Куманово и знам дека можеме да победиме. Да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да живее Куманово! Дами и господа, а сега да го најавам председателот на ВМРО ДПМН и председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Добар ден, Куманово, добар ден, ВМРО ДПМН. Драги пријатели, еве сме пред локалните избори, собрани тука. Го слушавме почитуваниот доктор Зоран Ѓорѓиевски, кандидат на ВМРО ДПМН. Докажан човек во својата професија, докажан човек во местото каде што живее, човек почитуван, човек респектиран, човек кој што сите добро го познаваат и го познаваат по-добро. Докторе, само на почетокот една забелешка од мене. Рековте, можеме да победиме. Не, ќе победиме. ВМРО ДПМН ќе биде победник овде во Куманово.
Благодарам. Драги пријатели, ние сме политичка партија која што со години наназад се карактеризира со тоа што е посветена на реформи, посветена на создавање на дела. Дела кои што им служат на граѓаните, дела кои што го подобруваат животот на граѓаните, дела кои што го олеснуваат животот на граѓаните. Ние сме партија која што исто така се докажа по еден друг факт, а тоа е дека не ветуваме било што и било како. Ветуваме само тоа што можеме да го направиме и тоа и го правиме. Партија што се држи до зборот. Затоа и нашата програма е карактеризирана со зборот дела, затоа што досега граѓаните не препознаваат по дела. Може да збори кој што сака, може некому нешто да не му се допаѓа или да му се допаѓа, може да е искрен или да е неискрен кога говори, може да настапува партиски или во нечие име, но најголемиот дел од граѓаните, ако не повеќе, барем внатрешно интимно во себе знаат дека ВМРО ДПМН е партија која прави дела. Дела за народот, дела за граѓаните, дела за подобар и поквалитетен живот. Драги пријатели, следуваат локалните избори. Ние ќе продолжиме во истиот дух. Ние имаме кандидат кој што исто така во својот живот е познат по тоа што со тоа што се зафатил, го завршил. Си го задржал зборот таму каде што го дал, оставил место секој да го почитува. Со таков кандидат тргнуваме на овие локални избори, тргнуваме во оваа кампања, од која што ќе излеземе како победници. Време е Куманово да даде шанса на ВМРО ДПМН, па да види што се вика локална самоуправа, да види што се вика градоначалник. Драги пријатели, еве веќе ги слушаме првите знаци на тоа како СДСМ во наредните 2 недели. Ве молам, првите знаци за тоа како СДСМ во наредните 2 недели ќе се обиде да го излечи од оној бунар во кој што е пропаднат Бранко Црвенковски и да најде причина како да си го погази тоа што го говореше во изминатиот период. Еве веќе низ денешните вестници гледаме како вада шпекулации дека ние сме попуштиле, ќе имало предвремени избори, ама не одма, ќе биле малку подоцна, ќе било вака, ќе било така. Гледаме дека веќе нивните мегафони почнаа да бараат алиби за да си се приберат назад и да влезат во нормалниот тек на политичките збиднувања во Македонија. И мене ми е тоа мило. Прво ми е мило заради тоа што со тоа ќе добие Република Македонија и второ ми е мило затоа што редно е да се види на овие избори во Куманово, не сами да излеземе без кандидатот од СДСМ, туку да излеземе со него и да добиеме една победа која што ќе биде вистинска победа. Ние не сакаме тука победа, сакаме победа над Зоран Дамјановски. Сакаме победа со противник, сакаме победа во која што ќе се вкрстат два концепти. Граѓаните ќе имаат можност да изберат еден концепт на ветено и во голема мера неостварено, и еден концепт на успешен човек, на човек кој што направил дела во својот живот, почитуван човек и човек кој што го држи до својот збор. На актуелниот наш кандидат, член на ВМРО ДПМН е доктор Зоран Ѓорѓиевски. Драги пријатели, ние како влада во минатиот период, иако ја немавме локалната самоуправа тука, се трудевме колку што можеме и покрај многуте обструкции што доаѓа од градоначалникот Зоран Дамјановски, се трудевме колку што можеме да помогнеме. Се заврши и се изгради предпоследната делница на автопатот Александар Македонски или коридорот 10 од Табановце до Куманово. Тој се пушти во употреба. Се изгради локалниот пат Куманово село Пчиња во должина од над 9 километри, за кој што инвестиравме 37 милиони денари.
и со овој инвестиционен зафат беше овозможен и се овозможи проток на луѓе низ овие места. Овој крај е познат по своите раноградинарски култури, така да верувам дека луѓето што живеат таму го гледаат аерото сето тоа. Се изгради исто така и се реконструира патот Куманово-Пчиња, Војни Клечовце, се опреми Кумановската болница со нова опрема, за да им помогне на сите граѓани кои што имаат проблем со здравието или ќе имаат во иднина проблем со здравието. Владата издвои околу 350.000 евра за опрема во болницата и заедно со италијанската помош која што се обезбеди, набави посериозна количина на опрема во оваа болница, со што значително ќе се подобри квалитетот на здравствени услуги во Кумановската општа болница. Покрај ова се отвори факултетот за бизнис администрација со седиште во Куманово, како и факултет за геодезија, кој што верувам дека понатаму ќе се развива. Оделивме и 3,5 милиони евра за локалната самоуправа на Куманово за изградба на водоводна мрежа и фекална канализација. Градот Куманово има хроничен недостиг на вода во летните периоди, а како една од причините може да се наведе и старата и дотраена водоводна мрежа во која што загубите се над 55% од преработената вода. И тоа треба да биде еден од првите и ќе биде еден од првите заложби на новиот градоначелник, на почитаниот доктор Зоран Ѓорѓиевски. Понатаму се изградија и спортски сали, изградбата на спортската сала во дворот на земјоделското училиште Киро Бурнас. Се обезбедија и 10 милиони денари за набавка на темелен испустен вентил на Липровската брана од средства на владата на Република Македонија. Владата обезбеди и средства за ревитализација, реставрација и надградба на железничките станици во Табановци и во Куманово, проект кој што го започнавме пред неколку месеци. Понатаму обезбедени се средства и за други намени, за тениски игралишта, за фудбалски игралишта, за други спортски игралишта и терени, така што ВМРО ДПМН и покрај многуте обструкции кои што ги имавме од актуелниот градоначелник, сепак правеше се што беше во нејзина мок, односно во наша мок, да помогнеме колку што можеме на овој град и на овие луѓе кои што овдека живеат и чекаат некој да им помогне од политичарите. Но, гледајќи ја програмата на кандидатот на ВМРО ДПМН, можам да кажам дека, имајќи во обзир дека тој внимателно работеше на неа во изминатиот период, заедно со членовите на раководството на партијата и заедно со поширокото членство, имајќи во обзир дека ние како партија подолг период ја подготвувавме програмата, уште пред да го одредиме кандидатот. Подосна, кога тој се вклучи, детално ја разгледа, имав неколку подолги разговори со него околу овие прашања, ми објасни дека многу внимателно, дел по дел, ја проучуваше и партиската програма која што беше подготвена, но и неговите идеи кои што подосна се надоградија во таа програма, и дека дел по дел ги проверуваше работите дали се е точно на место ставено и дали се може да се изреализира онака како што е ветено. Дури ми кажуваше дека заедно со своји пријатели и со партици од ВМРО ДПМН проверувале одредени работи на терен за да се уверат во деталите на секој проект кој што треба да се вети и да се заврши. Тоа ми покажа уште еднаш дека станува збор за многу сериозен човек. За човек на кој што му значи дадениот збор и човек кој што не сака да си го изволка образот кој што го градил во минатите 55 години од неговиот живот. Таков човек му треба на Куманово. Погледнете, например, колку работи што ги беше ветил актуелниот градоначелник Зоран Дамјановски, не се завршени. Тој, еве речиси, 2 мандата е градоначелник, сега сака уште еден. И за време на своето 8 годишно работење пропушти да реши многу суштински проблеми за Куманово. Во 21. век општина Куманово се уште има проблем со водата за пиење.
Јавните предпријатија тонат во долгови, а во поголемиот дел од нив на вработените и доцнат плати. Она што Дамјановски како круцијални проекти ги вети, а не ги оствари, меѓу другото се и тој вети, а не оствари решавање на сообраќајниот хаос преку изградба на катна гаража. Вети, а не оствари изградба на подземна сообраќајница. Вети, а не оствари решавање на проблемите со водоводот и канализацијата во рурални средини и во населбите во општина Куманово. Вети, а не оствари дислокација на депонијата во Пчиња. Вети, а не оствари изградба на општинската зграда. Зоран Дамјановски, поддржано од мнозинството на советници на СДСМ, успеа и да ја поскапи цената на водата. Секоја година мнозинството на советници од СДСМ големи средства по 12 милиони денари префрлаа за санирање на загуби на јавното предпријатие, наместо да го средат и да тие средства ги насочат во корисни проекти. Јавното предпријатие со години го раководи неговиот близок Виктор Божиновски, е еден од најеклатантните примери за лошото работење на општината. Долгот на ова јавно предпријатие кон водостопанство, од која ја презема сировата вода, е околу 54 милиони денари. А додека на минатото водостопанство кое е во стечај, ова јавно предпријатие му должи 40 милиони денари, и тоа по основ на судски пресуди. По основ на кредит на пречистителната станица должи 14,6 милиони денари на Европската банка за обнова и развој. Наскоро ќе се соочиме и со нови проблеми ако овој градоначелник остане на оваа функција, и со нови задолжувања кои што граѓаните се тие кои што ќе треба да ги плаќаат. Почитуван докторе Ѓоргиевски, почитуван наш кандидат за градоначелник на ВМРО ДПМН за Куманово и почитуван иден градоначелник на Куманово. Вие во еден период од вашиот живот сте работеле и во итна помош. Овдека ќе ви требаат тие способности. На Куманово со вакви долгови неплатени обврски, нерешени проблеми, навистина му треба човек кој што има искуство во итна помош, символично кажано. Ја разгледав програмата која што, како што кажав, нашата партија, заедно со кандидатот, инаку член на ВМРО ДПМН, ја направија, и можам да кажам дека има проекти кои што навистина ветуваат подобри денови. Она што е карактеристично за ВМРО ДПМН е постојана борба за отворање на нови работни места, дури и во вакви услови во кои што во светот има проблеми, во Европа има длабока криза, рецесија во Европската монетарна зона. И она што треба и ќе биде карактеристично за кандидатите и за градоначелниците на ВМРО ДПМН е тоа што не само што ќе треба да се грижат за основните работи, како што се водоводи, канализации, улици и така натаму. Тие ќе треба рамо до рамо со водата да одат и да бараат инвеститори за нивната општина. И тоа е договорено кај нас. И тоа веќе во голем дел од општините каде што ВМРО ДПМН има градоначелник почна да се практикува. Не можеме да чекаме друг само да ни ја заврши работата. Владата прави се што е во нејзина моќ. И јас, и подпредседателот Пешевски, и подпредседателот Ставревски, и министрите кои што се назначени за привлекување инвестиции Бил Павлевски, Веле Самак, и Миле Јанакиевски, и сите други во владата кои што на некој начин се посветени на ова и се задолжени да го работат, даваме се што е во наша моќ. Но секогаш може и повеќе. Секое вклучување на еден човек повеќе ќе помогне. Секоја посета од градоначелник на некоја крупна компанија која што размислува да отвори нов погон или нова фабрика, сигурно дека ќе помогне во убедувањето, затоа што кога ќе му дојде и градоначелник, тоа ќе биде чекор повеќе. Но кога градоначелник ќе му каже дека веќе почнал изградба на индустријска зона, како што има зацртано докторот Зоран Ѓоргиевски во неговата програма, тоа ќе звучи уште поубедливо
и ќе значи дека тој човек има сериозна намера да привлече инвеститори, да им помогне и на тој начин да помогне на граѓаните кои што очекуваат нови работни места. Нас во Куманово ни треба партнер со кој заеднички ќе се бориме да се привлечат повеќе инвестиции. Во сегашниот градоначелник не можевме да најдеме таков партнер. Но во Зоран Георгиевски имаме таков партнер. Тој е човек што знае да се бори, човек што знае да даде се од себе, човек кој што знае да убеди, да даде збор и да го оствари тој збор. Во неговата програма, покрај отворањето на индустријска развојна зона во непосредна близина на автопатот Александар Македонски, каде што за поефикасно изнаоѓање на инвеститори ќе се изгради ваква зона. Предвидена е изградба на нова автобуска станица. Предвидена е изградба на нов зелен пазар во населбата Гоце Делчев. Предвидено е да се направи и откупно дистрибутивен центар за земјоделските производи по моделот на јавно-приватно партнерство. Предвидена е изградба на пат село Пчиња, село Вакав, село Винци. Предвидени се нови градинки на неколку места во општината. Реконструкција на околу 10 средни и основни училишта. Доизградба на секундарната канализациона мрежа со вклучување на приградски населби и села во село Табановце, во село Тромеѓа, населба Перо Чичо, во село Долно Којнаре, во село Горно Којнаре, во населба Бедиње, село Режановце и во неколку други места. Изградба и на спортски сали. Доизградба на детското одморалиште во село Двабочица. Реконструкција и надградба на градскиот фудбалски стадион. Основање на јавно сообраќајно предпријатие. Реактивирање на веќе постоечкиот тутунски вод за конечно решавање на постоечките проблеми со водоснабдувањето во општина Куманово. Тој предвидел и изградба на 2 повеќе наменски спортски игралишта во село Пчиња и во основното училиште 11 октомври, како изградба на еден двоен терен за тенис во населбата Гоце Делчев, заедно со напорите кои што и ние ќе ги правиме. И на повеќе други проекти кои што тој предналку ги представи и за кои што вреди Куманово да размисли. И по подолго време за градоначелник на Куманово да даде шанса на човек избран, внимателно избран од ВМРО ДПМН. Па да видат како се работи, како се прави напредок. Ние со него ќе работиме во оној дух кога кажувавме во минатата кампања и велевме заедно можеме повеќе. И во многу општини докажавме дека заедно можеме повеќе. Докажавме и во Битола, и во Прилеп, и во Центар, и во Ѓорче Петров, и во речиси сите општини, каде што имаше од другата страна подготвеност, желба да се соработува со владата за доброто на граѓаните, за доброто на луѓето во општината. Но онаму каде што немавме таква желба, онаму каде што имавме отпор, онаму каде што имавме оправдувања, таму тоа не беше возможно. Затоа, со оваа програма на овој човек, заедно со напорите на владата, ви уверувам дека Куманово ќе има значително поголем напредок од тоа што беше досега. И затоа, уште еднаш ќе кажам, ВМРО ДПМН, заедно со доктор Зоран Георгиевски, ќе победи на овие избори и ќе ги реализира овие проекти кои што ги ветите во програмата. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Куманово! Да сте здрави и живи! Победуваме!